Колку е подготвен, не знам, меѓутоа друга алтернатива немаме. Велес од секогаш зрачал со позитивни европски вредности, особено во времето на преродбата, сите прогресивни идеи во Македонија се ширеле преку Велес, доаѓале прво во Велес, па потоа се распрострирале. Ние имаме сериозна задача како велешани да бидеме достојни наследници на нашите славни претходници и истото да го практикуваме и во наредниот период. Јас мислам дека ние тоа ќе го направиме успешно во наредниот период, но за тоа ни треба пред се еволуција во умот или револуција во умот. Мора некои навики да ги промениме ако сакаме да ги достигнеме вистинските европски вредности, не едно да зборуваме за јавност пред европјаните и пред представниците на НАТО алијансата, туку тоа што го зборуваме за предстранците, искрено да го мислиме дека е вистинскиот пат и така да го практикуваме дома и кога ги носиме законите и потоа кога ги спроведуваме законите. Мора да веруваме дека тоа што од нас го бараат европските институции како висок систем на вредности, дека е добро пред се заради нас и дека тоа не треба да го правиме затоа што тоа од нас го бара Европската унија или НАТО, туку дека го правиме за наше добро. Јас сум горд на моите сограѓани затоа што велешани важат за граѓани на Македонија со највисоко изразена еколошка свест и совест. Многу треба да учат од нас другите градови во Македонија, пред се Кавадарци, каде што е Фени и други градови, Битола, кои имаат сериозни проблеми со загадувањето. Ние успеавме да добиеме една голема битка против топилницата, бевме многу здружени. Тогаш ја основавме Зелената коалиција, општината заедно со невладините организации со граѓански, со зелен предзнак, но таа битка се уште не е добиена до крај. Ние треба понатаму многу да работиме на здравата животна средина во Велес. Јас во мојата изборна програма инветив на граѓаните дека Велес ќе стане убаво посекувано место за живење, дека Велес ќе биде зелен град и веќе почнавме со конкретни активности како да го зголемиме бројот, односно квадратурата на зелени површини по метар квадратен по глава на жител и бројот на садници кои се извор на нашиот живот затоа што произведуваат кислород. Исто така ќе одиме со масовни акции за пошумување на околните голи ридови, но со насадочен материјал кој гарантира дека ќе успее на овие временски услови, климатски услови што ги имаме во Велес. Значи, тоа е една од моите најсериозни задачи. Сигурен сум дека ќе добием поддршката од членовите на Советот и од граѓаните на Велес, затоа што многу пропатевме во изминатите 3 децении од топилницата и велешани многу добро знаат што значи да се живее во здрава животна средина.